дојдовте во мојот дуќан. Овој дуќан е во Охридската чаршија, еден од постарите дуќани. Ние сме фамилија Талеви, јас сум Климен Талев, второ колено производител или продуцер на пречуениот Охридски бисер. Охридскиот бисер представува бренд на Македонија, покрај, да речеме, изработката на ореовото дрво како лаборес во нашите светилишта, во нашите манастири и цркви, покрај изработките на иконите, иконостасите, значи е и Охридскиот бисер. Охридскиот бисер при неговата изработка има неколку карактеристики. Првата и основна карактеристика е што тој се изработува школката да се изработуваат од школка, значи од органско порекло. Нема никаква синтетика, стакло, порцелан, таква работа нема. Све од природен материјал. И добиените зрнца од школката, кои ги гледате пред вас, служат како основа за премачкување и финализација и добивање на Охридскиот бисер. На таа база во 2001 година во Брисел на светската манифестација за, тоа беше од такмичарски карактер, за изработка на рачно, хендмейд изработка, Охридскиот бисер, мојата фамилија на чело сега со мене, ја доби златната медаља. Можете и дипломата таму да ја снимате. Значи, секое зрно кое се добиват од школката, се набиват на чачкалица и се премачкуваат 7 до 8 пати, за да го добијат овај сјај. Другата карактеристика, покрај ова што е од органско потекло и ръчна изработка, е што тајната за припремање на емулзијата, тоа е само тајна, се пренесуваат од татко на син, исклучиво на син. Популарноста на Охридскиот бисер од 24 година е изработено првото зрно на бисер, све повеќе и повеќе е барано на македонскиот пазар, на балканскиот пазар, на европскиот пазар, па и на светскиот пазар. Јас во почетокот напоменав дека овој дуќан е посетен од сите националности во светот и од сите земји, можам да речам, дури и од Африка. Се најдени тука како гости, да речеме, на нашиот естаблишмент политички, владата, председателот, некој министерство и така натака. Нивните гости обавезно се со протоколот носени во мојот дуќан, најавljeni се и се услужени за да набаве за своите супруги, ќерки, снаи Охридски бисер. 2001 година, при посета на нашиот покоен председател Борис Трајковски со супругата Вилма во Лондон, госпожа Вилма на кралицата Елизабета II и поклона трореден асиметричен бисер, кој и ден денеска кралицата го носи. Тоа е овој модел. Ако приметите кралицата да навести да изразите или за некоја слава во Англија, ќе видите почесто го носи. И покрај тоа што таа има многу бисери, таа има бисер, едно зрно кошта $100,000, негде 80,000 фунти, едно зрно, пазите. А целата огрлица можете да израчунате колку зрна пута тоа се милионски вредности, но сепак Охридскиот бисер, можам да кажам, и е омилен. Pesna za oči biseri, neispeana, voda od oči izvori, neizleana. Sakam da tonam laboko,
Sakam da višam, visoko višam, po tvoj si nevini. Certifikat je ovaj. Значи, Сонценцето од Македонија, ова е нашиот емблем, заштитниот знак, фамилија Талеви, рачна работа, традиција 24 година и патент број Традемарк. На квалитетот на Охридскиот бисер во Брисел 2001 година, комисијата составена од експерти за оваа бранша, значи, доше до констатација дека квалитетот на Охридскиот бисер е таков да не може да се спореди, компарират со било кој квалитет светски од ова бранша, од ова бижутерија или како да ја кажам, накид за улепшувањето на женските грла. Sakam da višam, visoko višam, po tvoj si nevini. Bisero, mome bisero, za mene ti si ezero, kaj što ke brodam beskrajno, o mome bisero. Bisero, mome bisero, za mene ti si ezero, kaj što ke brodam beskrajno, o mome, o mome, o mome bisero. Kitka od cveća biseri, nestaleana, ljubav od prvi bigori, neistleana. Sakam da tonam plavokom vo tvojim dlavini. Sakam da višam, visoko višam, po tvoj si